Неверојатно е секојдневно, така човек само вака може да се почешат и да не знаат кој крај да офатит. Што значи дека морат нешто да се превземи под хит. Со овие цени моменталност не никако. Секојдневниот и неконтролиран пораст на цените на прехранбените производи ги плаши граѓаните. Велат дека со последните покачувања едва и го поминуваат месецот. Со македонски плати велат плаќаме европски цени. Мислам дека се нереални цениве. Треба да се имат во предвид економскава ситуација и стандардов на населението, посебно на социјалните случаи. И во тој смисол мислам дека треба сепак поголема подршка на ранливи категории. Мислам дека од 10 до 50% сигурно има некои производи, да не речам некои повеќе. Па вештачко зголемува, јас гледам кај мене, секој ден башка цени. Не знам како ќе му текне тој, така ги крива цени, тој продавачот. Нема да ќе на недела ќе традицијата цена. Нече да купиш нешто поголемо, кола нема шанси да или за облекнење. А мислам дека по маркетиве се цениве секој 5 минути, имат артикли секој 5 минути се менуве цениве. Продавачиве не се во можност. Во исто време ќе да ги менуват одма цени, кога стануваат стари цени и се бунат и муштерите се бунат во продавниците. Ова е злоупотреба на кризното време. И ја злоупотреба ова можност за да се пребогатат со стари цени купени производи. Доколку се прати трендот на раст на цените, ќе се види искривување на соодносот понуда побарувачка, велат економските експерти. Очигледно трговските, компании го користат моментот, има моментот каде што имаме континуиран раст, односно отворена е таа инфлаторна спирала, така што го користат моментот и имаме неоправдан пораст на цените. Професорката смета дека државата треба да ги заштити потрошувачите од аспект на регулирање на цените, замрзнување или определување на одредени фиксни маржи, поголеми санкции врз трговците, бидејќи вели има неконтролиран пораст на цените. Очигледно државата треба да воспостави поголема контрола на тоа како се формираат цените и не можете вие секојдневно да имате ваков раст на цените. Мора на некој начин да се заузда таа инфлација, бидејќи не води кон никаде. Со новиот пакет мерки го зачувуваме стандардот на граѓаните и ги штитиме компаниите. Со мерката поевтина струја од 80 евра по мегават час за компаниите кои вршат производство на основните прехранбени производи, ги стабилизираме цените на пазарот, рече премиерот Димитар Ковачевски. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.